Здраво, бикови! Добро дојдовте овде, каде ќе ги толкуваме љубовните пораки. Значи, во ова видео се што ќе кажеме, ќе се однесува само во полето на љубовта. Ќе се обидеме да ги опфатиме сите категории, и тие што сте сами, и тие што сте во врска, во брак, и токму поради тоа, нели, зборуваме за голем број луѓе, значи нема се да се однесува на вас. Она што нема да се однесува, ќе го препознаете, отфрлете, не обрнувајте внимание. И пред да започнеме, само да ве подсетам, претплатете се, лајкувајте, коментирајте, споделувајте. Значи секогаш кога ќе почувствувате нешто, кога нешто ќе ве допре или нешто ви помогнало на некој начин, слободно коментирајте. Со тоа ќе ни дадете до знање дека ова што го правиме некому навистина нешто му значи. Ајде сега да видиме што носи периодов за вас, биковите. За еден дел од вас дојдена е некаква пресуда. Може, значи, да станува збор буквално за се пресуда, може да значи решение, одговор, одлука, ова е конечно. Меѓутоа, што значи? Значи дека периодот на дали немоќ, дали борба, дали болка, дали се што е неубаво, се што е негативно, завршило, крај, дошол крајот и сега доаѓа повик за вас дека вие сега мора да се вклучите во она што е ново и што е пред вас. Не може да се стои на едно место, нели, завршило нешто и сега тука ќе стоиме ние за секогаш во таа положба, состојба. Не, сега доаѓа повик како вие да продолжите понатаму. Може би за некој е, може се разведувате, дојдена е пресуда. И со самата таа пресуда, без разлика дали е развод, без разлика дали е што и да е во животот, значи со самото ова вие се ослободувате. За вас завршува овој период на пустош. До сега буквално бил период на пустош. Тоа завршува, може би и веќе завршило, може би ви помогнал некој моќен човек во сето ова, може би вие само сте биле моќни и сте го завршиле сето тоа на еден прекрасен начин и сега влегувате во една конечно еден мир и една хармонија која толку време ви фалеше во животот, таков еден баланс, таква хармонија, таква моќ. И сега дел од вас овде вака ќе се прашувате дали треба ова да оставите така да тече хармонично, мирно, спокојно, или пак треба да посегнете по вашата моќ за да го разбранувате животот. Не знам, за некого ќе значи вашиот живот, за некого ќе значи животот на другиот. Вие имате моќ периодов да разбранувате нечи живот или вашиот, и тоа не на лош начин. Сега, добро, не ја исклучуваме можноста дека за некого може да биде и на лош начин да му го разбранувате. Но овде мислам дека ако се работи за вас да го разбранувате на еден многу убав начин. Меѓутоа, зошто постои вака некоја енергија околу ова? Чудна, затоа што ова е ново и необично, нешто во кое досега не сте биле, нешто што е непознато, апсолутно непознато за вас, но свесни сте дека можете. Вие влегувате во некои води и свесни сте дека можете иако е нешто ново и непознато. Каква и да е пресудата, што и да е одлукава решението, конечнава потврда на нешто, вие ќе прославувате, многу ќе славите периодов околу ова, значи во ваша корист, многу ќе се радувате и убаво ќе биде. Меѓутоа, во текот на месецов од време на време ќе ви се јавуваат овие за вас многу добро познати чувства на тага, на болка. Повредени сте биле нормално до сега. За тие што сте биле, до сега сте биле во една многу тешка положба.
ранети сте биле, изневерени, повредени, како што кажав тука, беше пустош. И повторно ќе ви се јават, зашто вие комплетно не сте се ослободили од овие чувства и не може човек толку брзо да се ослободи од тие чувства кои предолго траеле и од време на време ќе ви се јавуваат пак. И меѓутоа ќе се предадете, вие ќе се предадете на оно што доаѓа. Тоа е ново, кажав, непознато, апсолутно. Меѓутоа, ве води интуицијата, ве води и свесни сте дека сепак е многу подобро од она во кое досега бевте. Некакви навестувања имате, некакви знаци дека конечно животот станува посветол, поубав, повесел, посреќен. Од време на време ќе се двоумите дали ќе успеете да си заштитите некаква положба, за тие што за некој ова е порака, ќе се прашувате дали ќе успеете да си ја заштитите својата положба, да си го заштитите својот имот, своето нешто свое. И сакам да ви кажам дека да, вие многу добро можете да бидете и себе си заштитник и за другите, ако треба да заштитите и некој ваш близок. Ќе успеете многу добро, ќе успевате во тоа периодот, значи многу добро. И на крајот од месецот доаѓаат некакви вести, некаква преписка, некакви пораки, некакви во врска со овој случај и конечно, значи вие конечно ќе се ослободите од се што досега не функционираше во вашиот живот. И благодарение на вас е се тоа. Успехот што го доживувате, благодарение само на вас. И сега еден друг дел од вас, тие што сте во врска, може би сте во брак, сте млад брачен пар и се јавуваат се некакви се јавиле некакви недоразбирања околу одлуки во домот, околу одлуки за вас, и се јавиле, може би околу воспитување на децата, некакви такви одлуки ви се јавуваат недоразбирања и може би периодов само си префрлате еден на друг, си кажувате по нешто неубаво и сакам да ви кажам дека треба да заборавите на тоа, да заборавите на едноставно препуштете се, значи нека не ве загрижува иднината, се ќе си тече природно, доколку вие вложите позитивна енергија и мисла во нештото и воопшто не си го разбранувајте, не си го нарушувајте мирот во домот со непотребни некакви расправи, затоа што вие сте една душа во две тела. Вие што е да правите ќе биде успешна. Значи за некога поракава. Може би кој како да препознаеме, па може би сте близнаци, може би партнерот е близнаци или близнаци, вага, девица, водолија може да е, вие кои го препознавате ова, треба да знаете дека треба да заборавите на лошите зборови кои би си ги кажале еден на друг и да сватите дека вие сте способни и вие и партнерот да ги изведете работите како што треба, да го најдете правото решение, да го одберете правиот пат, да ги сфрлите нештата што не чинат и се ќе си биде прекрасна. Вашата врска е судбинска, кармичка, судбинска и вас ви е судено да бидете заедно и да бидете среќни, нели? И сега кај некои други од вас ќе се јават, може би ќе се јави потреба да погледнете во оно што не функционираше во врската, што не чини и да ги отфрлите сите работи што не чинат. Вие ќе седнете, ќе се договорите со партнерот,
се што не ја чини, едноставно од корен ќе го исечете тоа. И тоа е прекрасно. Тоа е многу убаво кога заеднички се одлучувате да преземете акција и да ги решите работите што не функционираат дома, во врската, се разбира. Сега за некои од вас, пикови, јас мислам дека треба вие да погледнете малку подлабоко во однесувањето и чувствата на партнерот. Тој е фокусиран на работата, на хоби, што и да прави, тој е фокусиран многу на тоа и со тоа прикрива некакви чувства. Јас мислам дека вашиот партнер има некакви стравови во себе или пак некаква тага за нешто од минатото, нешто што постоело, веќе не постои во вашиот живот, нешто што сте го правеле, нешто со што сте си го зачинувале љубовниот живот, нешто што постоело и веќе го нема и не сака да зборува за тоа, не ги споменува, меѓутоа чувствува тага, зашто тоа веќе го нема. Му треба некаква... Треба да погледнете, значи, во чувствата и однесувањето на партнерот, и ако забележите нешто, тогаш треба да реагирате и да му помогнете. Ако нешто почнало да недостига во љубовниот живот, пробајте да направите се што можете за да си го разубавите. И сега за еден друг дел од вас, тие што сте сами, јас мислам дека вие ќе сретнете некој периодов, ќе сретнете некој на кој не сакате потполно на целосно да се предадете и да се отворите пред некој целосно, меѓутоа ќе сакате само, како да ви кажам, да биде тоа само една авантура, не сакате ништо, не сакате да се предадете, не сакате да трае, не сакате авантура. Меѓутоа, може би тој другиот сака малку повеќе, не сака да биде кратко и сака да трае и ќе ви покаже малку и важност, внимание, дури чувства ќе покаже. Ќе биде убаво, значи ќе се забавувате во секој случај, на што ви го сака душата, што ви го бара телото, тоа и ќе си го дозволите себе си период. И па, драги мои бикови, тоа е тоа што може да се каже најмногу овде. Се надевам уџивавте и до следното видео. Чао, чао!